Полицаец по струка, но голем уметник во душа. Симеон Стојчевски од Прилеп веќе 8 години се занимава со сликање, претежно на икони, со една многу ретка техника наречена пирографија. Пирографијата во превод значи пишување со оган, или некои ја нарекуваат и огнена резба. Таа е начин на цртање при што со посебен апарат се гори дрвото и се добива сликата. Сите нијанси и целата колоритност на ликовите се добиваат исклучиво со поголемо или помало горење на дрвената плоча која се црта. Не се употребуваат никакви други бои. Представува задоволство, затоа што е една традиционална и една уникатна вештина на работа со дрвото. Конкретно од почетокот, значи, на моето активно занимавање сум самоук. Значи, за пирографијата, тоа дека во врска со остатокот, значи, на информации што ги црпам за изработка на иконите е од интернет, пошто сум член на 2 дописни школи за иконографија преку интернет. За да се црта со оваа техника потребна е посветла подлога. Затоа најчесто се користат дрвени плочи од липово, брезово или буково дрво. Откако ќе се одбере големината на сликата или иконата која што ќе се прави, потребно е и фина обработка на дрвената плоча. После тоа го обработувам, значи, парчето дрво, од сечење па шмирглење, обработка до на фина глазура, значи фина површина, на која што ја нанесувам основните линии и контури на цртежот и после тоа почнувам, значи, да ги обработувам со горење, односно со пирографија. Сета работа е, значи, рачна, а и сите линии се добиваат, значи, со горење. Тоналитетот е исто така, значи, се добива со горење од потемно кон посветло и обратно. Вели дека работи скоро секој ден по неколку часови, затоа што пред се ова било негово хоби, во кое тој го наоѓал својот внатрешен духовен мир и тоа премногу го исполнувало. За изработка на една икона најчесто му биле потребни од 15 до 20 денови. Вели дека пирографијата кај нас за жал е многу малку позната. Во светот најмногу со оваа техника работеле уметници од Канада. Има и своји неостварени желби, кои во иднина сака да ги представи на дрво. Би сакалете ми било секогаш било, значи, желба да ги изработам оние животот на Исус Христос, оние 12 икони. Дел од нив имам, значи сакам да го комплетирам тие 12 икони и да се представам така една изложба, пошто веќе имам учествувано на неколку изложби, да се представам со една таква изложба, меѓутоа во поголем формат. Делата да бидат изработени во поголем формат. Освен како хоби, овие дела ги продава на сите оние кои сакаат да имаат слика или икона изработена во оваа техника. Освен во Македонија, голем дел од своите дела ги пласирали во странство, особено во Австралија, Америка и Хрватска.